Без малку половина од вкупниот број на жители на Република Македонија или потекнуваат или живеат во едно од македонските села. Чест е случајот истите да се етнички чисти или пак да се случи во него да живеат повеќе национални заедници. Ова последното најповеќе е изразено во западниот дел од земјата, каде што може да се сретнат македонци, албанци, турци, влази, египчани, роми, срби. Со оглед на нивното повеќе вековно присуство на овој простор, забележително е претопувањето на животните навики, работните пред се, независно од тоа на кој ентитет му припаѓаат. Таков е случајот и со македонските градови. Меѓутоа, концентрирањето на животните и духовните навики во помал простор, како што е македонското село, дозволува поверодостојна слика за меѓуетничкиот соживот, односно слика за меѓунационалните односи во Република Македонија. Како религиозните обележја се во можноста силно да ја изразат разликата измеѓу верските заедници, и патник намерник од било кој крај на светот, уште на прв поглед ќе донесе заклучок кој народ или народност царува во ограничениот простор наречен село, веќе во зависност од тоа дали видел црква или џамија, религиозни куќи кои имаат цел по пат на молитвен обред да допрат до Свевишниот со своите желби. Така лесно се дознава дали во едно село доминира христијанската, односно православната или муслиманската вера, без сомнение најзастапени религии во Македонија. Своевремено за зачувување на сопствената вера било потребно издвојување од доминантната во физички смисол на зборот. Малите групи на семејства формирале нови населби со сопствено духовно царство, кои повесно со зголемување на бројот на жители ќе го чинат македонското село. И при тоа, како по некое правило, местото каде што е изграден духовниот храм, ќе го прогласат за центар на населбата, односно денешно сред село. Денес честа е сликата за етнички и чисто село во Македонија, но ги има и оние со мешан етнички состав. Тие уште од времето на раселување или доселување, како да одлучиле за цврстината на духовниот собствен карактер, верувајќи при тоа дека ќе треба да и се одаде максимална почит и на спротивната религија сега веќе во непосредна близина, со што оставиле точка на сите бариери, граничници и поделби, помислувајќи си за прв пат дека заедништвото во било каков облик ќе биде посилно од духовната изолираност. Како пример за почит за меѓунационалните односи, етничката толеранција и вклопување во заедничкиот живот ќе го земено Охридското село Горинци, лоцирано на магистралниот пат Охрид-Кичево Скопје и при тоа подеднакво оддалечено и од Охрид и од Струга, по 9 километри. Постои 20 на објекти колку што ги има во Горинци, живеат 80 семејства со околу 400 жители, од нив во 20 домови живеат албанци. Во до денес не постои никаква линија на разграничување помеѓу двата ентитета. Било кој од видените објекти можат да им припаѓаат или на македонците или на албанците. Новите и модерни објекти укажуваат за умерен развој на селото со целосна инфраструктура, водајќи при тоа сметка за заштеда на земјоделската површина од која доскоро се црпеше економска добивка. Горенечкото сред село окарактеризирано е со објекти од јавен интерес, селски дом, продавница, духовен храм и селска чешма. Своевремено сред селото било поблиску до исламскиот храм, а црквата представувала периферија. Со проширувањето на објектите од побројниот ентитет, во случајот македонците, денес џамијата представува периферна точка. Затоа пак сето другото е заедничко, сметајќи на селската чешма, која барем до пред половина година представуваше единствена вода во селото. Всушност, поради скромноста за вода, селото од повисоките предели се симнало во низината. Како ќе пресуши домашниот бунар, се копал нов, но многу пониско, и така се до можеби конечното иселување. Горенци од секогаш горело за вода, па и од тука предпоставката дека го добило името слично на зборот горење.
Мале бројот на стари куќи во Горенци, веројатно од причина што се изработувале од плитар, за тогашни прилики единствен достапен материјал за градење. Плитарот представува обичен кал сушен на сонце и природно е дека ќе се престори во земја уште при првото навлажнување. Може би бил и вечен доколку градбите биле добро заштитени со покривот. Селската архитектура, иако подредена по теркот на времината, блиско е до поимот македонска куќа, градба со широки одаи и истурени чардаци. Занимлив е податокот дека ваквото мајсторство подеднакво е застапено и кај македонците и кај албанците. Уште една потврда за градењето на заеднички животни навики. Всушност, забележувате и сами дека во Горенци, околу албанските домови, нема високо оградни ѕидови, што е пак дел од нивната градежна традиција. Денес Горенци не гори за вода, но со оглед на уште неколку горечки проблеми од селската инфраструктура, чини ме името се уште му одговара. Затоа подоцна од кога ќе се почувствува можноста за стопанскиот развој и од кога ќе навлеземе во тајните на духовниот живот од двете заедници. Место како духовно очистилиште за верниците кај македонците представуваат црквите, а за албанците џамијата. По обичај се надградуваат од век во век, често на истото место и на истите темели, наречено вакавско, што би значило постојана присутност на духот од Свевишниот. Вакавските места се секогаш предпознатливи по примероците на стари, но се уште јаки стегла. Македонците како побројни и со поголем број на донатори за изградба на храмовите во Горенци одржуваат дури 3 цркви. Тоа е Свети Атанасије, која во моментов ја посматрате на прагот да добие електрична енергија. Скромниот иконостас во осветениот простор достоен е за обавување на сите духовни почести и потреби. Најповеќе е посетено од членови на семејства кои се духовно врзани за исто имениот светец. Црквата Свети Никола воздигната е далеко над селото на темелите од прастариот манастир. Христијаните верувале дека ниту една вода не е сама, без присуство на Господовиот дух, при што предпоставуваме забрзан е процесот за прогласување за вакавско парче земја. Црквата е изградена со лични средства на верниците, осветена и прилагодена за сите верски почести, а деновиве е обезбедена и со електрична енергија. Со оглед на височината и зеленилото кое ја обкружува, често е посетена за време на викендите. Црквата Света Троица важи како главна селска црква, не само од причина што се наоѓа на горнверското сред село, туку покрај неа се наоѓаат вечните жители од ова село. Поради близината, секојдневно е достапна до верниците и до незините одржувачи кои по правило се членови на црковниот одбор, што ќе дозволат величенствено да изгледаат духовните обележја. При тоа мислиме на иконостасот, иконографијата и иконите.
Често истите представуваат дел на локалните духовни сликари кои низ нивната духовна филозофија може да се открие начинот на живење на некогашните жители, нивната култура и духовната вредност. Крај светите тајни, овде верниците палат свеќи и при тоа се молат до Свевишниот за здравје, беричет и благосостојба. Молитвениот чин е проследен со крстење или прекрстување, што не е случај во исламскиот свет. Всушност, еве прилика за назначување на верските разлики измеѓу христијаните и албанците од исламска вероисповед. Поради чистината на духот, исламските гробишта скоро никогаш не се во непосредна близина на духовниот храм, односно до џамијата. Таков е случајот и во Горенци. Исламските гробишта се далеку под селото, во непосредна близина на патот Охрид-Кичево. И местото каде што е евоцирана џамијата не е случајно избрано. Сигурно е дека ќе важи правилото сите жители од исламска вероисповед да се во опкружување на храмот, со што ќе го оправдаат неговото постоење. Но ние и овде забележавме стари исламски гробишта кои пак ќе не вратат на поимот вакавско. Како ни раскажуваше членот на верскиот одбор, наречен како Мутевелија, материјалната скромност на жителите албанци не дозволила воздигнување на џамијата високо во небото, онака како што проповедаат исламските закони. Собрани се доволно средства за реновирање на објектот, но не останало за завршување на минарет. Албанците во Горенци веруваат дека со припомош на македонците ќе успеат да ја воздигнат џамијата на пристојно ниво. Како често се случувало албанците да помагаат за изградба на православните храмови, сигурно е дека овие ќе возвратат. Уште една потврда за максималниот почит према духовните куќи, без оглед на која верска заедница им припаѓаат. Ова е всушност просторот збогатен со исламските духовни обележја, каде што чинот на молитвата е пропратен со клањање. Дознаваме сепак дека селото Горенци се доселувало. Од каде е доселено семејството Вачарно со вашите потомци? Биде во Љуле Буза. Во оној град Турција. И оданде се дојде во Ровник оде. Мало време. Вишово горе. Од Вишово се дојде на Уригоне. Двете машини за жнење, колку што ги има во Горенци во собственост се на албански семејства, но доволни за да го соберат сето горанечко жито, сметајќи на она произведено на православното поле. Колко што се во селото Горенци, господин Атани, 20 и нешто повеќе се од албанска националност. Живеете заедно
Како се сложувате со македонски? До сега ние одлично служуваме. До сега се, од сега. Валјда и од сега ќе биде така. Се служите со македонскиот јазик. Тоа што имате паралелка за албански јазик, дали тоа значи дека сите деца го познаваат добро и македонски јазик? Да, овде го познаат сите тоа. Од ние што го познаат македонски јазик. Инаку, индивидуално во секое семејство си се служите со мичиниот албански Да, јазик. мајци. Точно. Широкото двориште на домаќинот Асани Рамазан е отворено за секого, и за македонците и за албанците. Во зависност од посетителот ќе се комуницира или на албански или на македонски јазик. За една ваква способност на жителите од Горенци заслужно е основното училиште Свети Климент Охридски, кој работи во состав на училиштето во Требениште. Двете училници, по една за секој ентитет, се доволни да им обезбеди писменост на сите деца во Горенци. Навистина само до 4-то одделение, но доволно. После тоа образованието ќе го продолжат во Требениште или во една од 8-оделенските паралелки на албански јазик во едно од соседните села. Основните податоци за селото Горенци, од колку семејства се состои и од колку жители? Селото се состои од околу 80 домаќинства и во тоа село живеат два ентитета, албанци и македонци. Животи и дали истите се вклучени во селската власт, наречена местна заедница? Животот помеѓу двата ентитета, поточно албанци и македонци, до ден денес се софаѓаме подеднакво партиципираме како што споменавте во власта, има подпредседател на местниот одбор, тоа е председателот од Албанската национална. Горечките проблеми во Горенци подеднакво важат и за македонците и за албанците. Кои се тие, со оглед на тоа дека имате визија за решавање на истите, кој уште горечки проблем вие на душата во селото Горенци? Покрај тој најголемиот проблем што се реши во кратко време пред една година, како што напоменав, сега на план сме за реализирање на селската депонија и канализацијата. Канализацијата ни представува пред се најголемиот проблем што треба во Индина да ја решаваме. Тоа од наша страна, како што знаете и пред се состојбата во нашата држава, подеднакво си ги поделуваме тие, така да наречам, тежини, а од страна на власта мислам дека сега поново ќе наидеме на некои си финансиски средства за да тоа во еднина го оспособиме и така да селото Горенци да го добие онај лик како што треба, бидејќи се наоѓаме во непосредна близина на аеродромот Охрид и на Охридската езера. Горачки проблем во Горенци е и селската депонија за смет. Немајќи лоцирано место за нејзиното постоење, сметот се фрла покрај магистралниот пат и почетокот на аеродромската писта, или што е најлошо, веднаш до исламските гробишта. Како се сите свесни за починатиот греф према покојниците, македонци или албанци, засилени се активностите за решавање на овој проблем. Проведува до исламските гробишта, тука ние на тоа прашање наидувавме, посебно се задржавме на тоа, но до ден денес се уште не е решен тој проблем и иако настојаваме и ќе настојаваме во иднина тоа да се случи
да отсеката депонија се тргне и да тој простор кај што е моментално сега да се зарамне и да биде претворено во зелено. Малото стопанство во Горенци го сочинуваат земјоделието и сточарството. Продавници за колонијални производи како да представуваат само зачеток на истото, а со учество на мал дел во атарот на селото Горенци, аеродромот Охрид не може да се смета за нивни стопански објект. За секој случај горенчани размислуваат и за развој на стопанството. Малиот стопански развој, кој сега моментално е на тренд да живее во поголем, ние планираме повеќе активности од мало стопанство и така да вкусаме се образување на наше општество и да живее. Некогаш ова поднебје било многу богато. Го гледате патот преба Требенишкиот рид, каде што е најдена златната марка, денес присетна во вашите джепови, пошто ја има новчаница од 500 поени. По друга страна пак, може би економската скромност е виновна за 40 објекти денес под Катинар, кои, како забележавте, математички во целост ни се изгубија во ова видување. Во тие објекти нема кој да ви посака добродошлица. Заминале домаќините во преку океанските земји, а на добар дел гостопримство им искажал градот Охрид. Тие само створиле ново царство за осамените птици во случајов ластовичките, кои се труделе умешно да ја искористат и електричната светилка. Всушност во Горенци се некој доаѓа или си оди. Овие ситниковци од Дебар, од ова што викаме Дебар нашевото, окатито кој дека, од Абека, населувани плементо, за тоа неко племенко. Овие човеци се викани си од Кувајца, а овие се викани Ивановци, тие од Болино, од Абека, тие фамилии. Маскотки ли се викани, и тие од Дебар населувани овде. Се викаме номер се овие, Бърбата се преди почели, Николоси, тие од Авдека, од Бермен населувани. Овие се фамилиарни плементо населувани од овие, не посетни, како дека што се створени. А се ќе почине од овие италици викајца наши. Тие подока што ставите како најстаро племе во село, како село на Горенци. И помагате еден на друг во овие семејства без оглед на ентитетот. Дали си помагате како православни на албанци и обратно? Си помагаме, значи, во тоа не се разликуваме тоа, дека си помагаме, значи, се викам напад, како никој нешто вика. Близко сте во просторот каде живеат македонци и албанци, им ги изедначи работните навики. Не е зачудувачки во Горенци да ги видите како заедноораат, копаат, жнеат, вршат и заеднички пласираат готови производи. Живеат живот кој секогаш оди по линија на добро соседство и разбирање. Порано оставлен тоа дека со векови тајно живеат во Горенци и македонците и албанците. Во
Во Охридската околија само едно село има што има вака албанци, како да биле, шипари. Нема друг, само во селото горе. Можам да кажам дека пред 2-3 години и со ова година има многу разлика. Водата се оди спино, со селјаните уште и полубој, без разлика, што е. Одам во комбајот, газам изнива, да газам, гази, да одам во ливада, оди, да пуштам вода, пушти! И што, да правиме џамија, правите! И не можам да се жалам до сега. Оваа година сега што е, оваа партија. Сами си знаеме нашите проблеми, нашето село. До сега не е било никакво проблеми меѓу нас. Јас веќе имам 65 години, со ниједен не су рекол ни потака, ни тоа ми рекли овие. Су газал, во нива, во ливада, со све, не поминали, зашто ве и понапред. Само овие пред 2-3 години имавме малку овие, као Владината, и ВМРО, и Просперитет, и СДС, и не знам кој, либеларна, как се вика тие, и тие таму прајши чеф, ние овдеке меѓу себе да се касаме. Ние меѓу себе. Па сега ќе фала Богу, зедем мало ред, ако продолжи така, ќе биде многу убаво и за нас, и за сите. Никој не успеа да го здрма сожителството помеѓу албанците и македонците во горе. Не. Многу добро. Не. Убаво е, фино е, не сме Јас до сега сум многу задоволен. Многу. И нека продолжи така, Бог да му да здравје и памет. Здравје и памет на младите. Јас сум така, вие што сте помлади, и да продолжите вака, без разлика што е по нација и по вера. Дали човек ти, човек ја. Ти сакаш да живееш и јас сакам да живееш. Јас работам за себе, ама и за тебе, што дам чешнијам. Донесам жито, ќе правам кромпир, ќе правам нешто, телиња растам, ќе донесам таму, млеко продавам. Млекото не иде да ни го земе, имаме проблеми за млекото. Не иде да го земе. Не дозволија горенчани да се наруши меѓунационалната хармонија и покрај неколку обиди. Заверување е дека тоа нема да го дозволат и денес, и покрај можеби следниот обид за наметнување на етничка нетрпеливост со оглед на мрвенскиот трен нема да успее, а да ги загрози добрите меѓунационални односи измеѓу македонците и албанците во двонационалното Горенци. Тие и понатаму сакаат да служат како пример за соживот измеѓу две верски различни заедници. Емисијата Вековно заедништво е дел од проектот Меѓуетничка толеранција во реализација на Агенцијата за локална демократија од Охрид. Проектот е финансиран од програмата Мерки за градење доверба на Советот на Европа.